Пожарот кој што на 13 октомври околу 21 часот избувна во дворот и помошната просторија на семејството Горгиевски од село Звегор, останаа само пеплосаните греди и изгореното сено за добитокот. Здравко Горгиевски за настанатата штета чека обештетување и расветлување на причините од што и како настанал пожарот. Тамо што полегнаме 15 до 9, прекачили се там на дворот, беше заклучено тие, од тука дошли со сколите, извонили и вика Здравко, стани, плената ти изгореа, кога станах и пожарната дојде и се, и она блува один, право там блуваше, оттам се расшили на тука и току дојде пожарната, милиција туа. Јас сакам таа, ако има некоја помош да ми помогнат, јас сум туа околу 3000-4000 евра само таа зграда кошта. Сега дадох 1200 евра там за кров. Да ми помогне нешто од општината, пошто сега на општината плаштам лаборати, плаштам колку 250 евра или там 150 или плаштам секој месец, това секоја година. Јас сакам това нешто да ми помогнат. Не сам ја крив за тие работи што ми на мене кај зградите уништија. Од територијалната противпожарна единица од Илчево го потврдуваат случајот, дека на 13 октомври тие со 2 противпожарни возила и 6 пожарникари интервенирале во село Звегор. Пожарот бил угаснат во 4 часот по полноќ, а изгорена е помошната просторија со складираното сено и друга добиточна храна. Здравко Горгиевски сака пред се да му се издаде документ со кој ќе му се потврди штетата, за да може понатаму да бара обештетување. Па потребен ми е да го дам да се знае дека ми е запалена, оштетен сам, да знае цела Македонија да знае, а не да се сакрие тај такова и да ми платат колку може да ми дадат оштета. Колку штета имате според вас? Па тоа според мен има штета околу 2000 и нешто евра, таа зграда кошта. И таму кај 1200, те толку 3400 туа негде евра. Од Дирекцијата за заштита и спасување велат дека направен е увид на местото на настанот, направен и записник и предаден на полицијата.